Згрижувањата на дечињата попладне и во сабота е проблем за се повеќе родители во регионот. Во моментов во 11 градинки во источниот регион има околу 3200 дечиња. Најмалку половината од родителите работат двосменски и во сабота, но не и градинките, што згрижувањето на децата го прави проблем. Токму и поради ова, општините и Министерството бараат начин како да го усогласат работното време на воспитувачите и родителите. Пилот проект за ова почнува од Штип. Предвидено е продолжување на работното време на градинките до 18 часот и работа во сабота. Сепак, ова значи и дополнителни трошоци и за градинките и за родителите. Сето тоа ќе се обидеме да го избалансираме со човечките ресурси со кои што располагат градинките, секако и финансиски. Од секаков аспект мора да се разгледа сето тоа, колку е изводливо, колку не е, односно колку и родителите можат да партиципираат во сето ова. Каков е интересот на родителите за дополнително згрижување на нивните деца? Околу 40% од родителите се изјаснија дека имаат потреба за згрижување на децата во сабота, доколку за продолжено работно време до 18 часот некаде се работи за процент од 20%. Но колкумина се подготвени згрижувањето и да го платат повеќе. Мислам дека не треба да работат градинките у сабота, затоа што родителите имаат дополнителен трошок. Работата саботата да дојде дето градинката е прифатлива и би доплатила во нормал. Треба да работат сабота, бидејќи има родители што саботите ги работат. Слични истражувања се правени и во останатите општини, но кочанските родители биле против, исто како и делчевските. Работи и во сабота и зетот работи во сабота, меѓутоа нема потреба они да го ангажираат детето и градинката да биде ангажирана за во сабота. Кој ги чува децата? Чуваме ги ние и свекори и свекрви. Се пријавиле околу 10 до 15 родители за работа во смена. Но меѓутоа, ако погледнеме од друга страна, едно што ние немаме доволно персонал е економската оправданост е неисплатлива. Анкетите во останатите општини во регионот се во тек. Од добиените резултати ќе зависи дали и кај нив ќе има работа во сабота или не. Од успешноста на штипскиот проект пак ќе зависи дали целата работа ќе ја подржи и Министерството или се ќе заврши само на пилот проект.